Сериозни економски реформи, ревитализација на економијата преку идентификување на потенцијалите кои во иднина треба да представуваат мотор на економскиот развој, но и носење на брзи и итни мерки. Ова треба да бидат едни од првите приоритети на новата влада, вели економскиот експерт Благица Петревски, а со цел ублажување на последиците предизвикани од корона кризата. Ревитализацијата бара и брзи и итни мерки, односно дополнително дизајнирање на мерките кои што веќе постојаа преку дополнително поспецифично таргетирање на засегнатите компании, се со цел средствата да стигнат кон оние компании кои што имаат најголема потреба. Петревски вели дека според нивните проекции домашната економија ќе претрпи пад од околу 4%. Во еден дел предизвиците со кои што се соочува оваа влада се поврзани со сивата економија, ниската продуктивност и конкурентност на бизнис секторот. Мораториум на сите новонастанати државни вработувања предлага професорот Џуровски. Според него државата треба да посвети внимание на најмалку 3 работи. Тоа е да има зголемен фокус врз одржувањето на ликвидноста, дополнително внимание да се посвети на ликвидноста во економијата. Втората работа е да се води сметка за кратењето на сите непродуктивни трошоци на расходната страна на буџетот кои што доаѓаат, нели? И третата е оние мерки кои што претходно беа во функција со цел поддршка на сите економски сектори со аспект на најпогодените. Од Сојузот на стопански комори на средбата со премиерот Заев побараа итно носење на четврт сет мерки и финансиска помош за оние предпријатија кои се наоѓаат во тешка состојба. Се бара ослободување и од парафискалните трошоци за бизнис заедницата. Лиценци, дозволи, ограничување и така натаму. Тоа е прва работа. Втора работа околу даноците. Сега веќе некако доаѓа таа логична идеја дека треба да имаме прогресивно оданочување. Бошков очекува дека актуелната ситуација ќе донесе дополнителни проблеми затоа што македонската економија е јувозно ориентирана. И не само што ќе имаме дефицит, нели, на стоки, туку ќе имаме и дефицит во девизниот баланс. Може да има и инфлација и намалување на вредноста на денарот. Досега поради кризата помеѓу 6000 и 7000 во најголем дел микро и средни предпријатија имаат затворено или ја имаат намалено работата. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.